Хуманитарното здружение Мајка од Куманово организираше јавна дебата како дел од проектот "Жените го преземаат водството во локалните заедници", на која се разговараше за социоекономската состојба и заедничките приоритети на жените кои што живеат во рурални средини и придобивките од нивното учество, како и конкретни предлози за поинклузивно и родово одговорно планирање, преку системското вклучување на различни категории маргинализирани жени од страна на локалните институции во сите фази на локалните политики. Присуствуваа представнички на рурални заедници, на локалната самоуправа, членови на Советот на општината, јавните предпријатија и граѓански организации. Проектот е финансиран од Европската Унија, кофинансиран од Кралството Шведска. На денешната дебата учество зема представници на локална самоуправа, секретар на општината координаторка за еднакви возрасти на мажите и жените, како и две представнички од локалните заедници Кадниш и село Пчине. Зборуваме за механизмите за граѓанско учество и како да дојдеме да го подобриме женското граѓанско учество со акцент на жените од руралните средини во процесот на донесување на одлуки на локално ниво. Општината има некои механизми што ги користи, ние како здружение активно работиме на терен на зајавување на локално женско граѓанско учество. Организираме се терен средби во општината со представнички. Секогаш има простор за подобрување и затоа сме тука како и препорака со самите жени да слушнеме и институциите и жените заедно да дојдеме до едно оптимално решение со кое што ќе се заедно женското граѓанско учество. Јас мислам дека на ова поле треба многу работа, затоа што обично жените од руралните средини ниту се застапени, ниту се доволно информирани. Општината излегува со своји информации, со своји акции, но овие информации би требало да се бидат потранспарентни, подостапни, посебно за жени од рурални средини и жени од ранливи категории, односно маргинализирани групи на жени. Барањата беа за учест јавен превоз. Населба Карпош пода за редовно чистење на сметот и тоа што најмногу недостасува во нашето населено место, тоа е зелена површина, односно место за рекреација, за да бидеме исти како еднакви со останатите граѓани на Куманово. Па да, веќе општината има неколку средби со граѓаните кои што оваа година се интензивирани, така да веќе одличавме две средби од кои што произлегува и конкретни некои решенија од нивните предлози. Сите предлози беа сослушани, ревносно запишани, нотирани и дел од нивните предлози веќе се реализираат, што може да потврдат самите жени. Товарење беше да се исчисти оној отворен канал во селото Романовце, кој што најпрво требаше да одредиме во чија надлежност припаѓа истиот да се исчисти, меѓутоа по завршената средба истиот беше исчистен во рок од еден ден. Следното нешто што ќе го правиме е заедничка акција за и урбано уредување на паркот во населбата Карпош, кој што со одлука на влада земјиштето е доделено на општина Куманово, така да тоа барање на жителите од населбата Карпош еве со текот на времето ќе го види светло на ден. Општина Куманово ги известува граѓаните дека од денеска општинскиот линиски превоз на патници на релацијата Бедиње село Тромеѓа, линија број 8, се одвива по утврдениот возен ред по улицата 400, се додека не се обезбедат услови за нормално и безбедно одвивање на сообраќајот на улицата 425, односно патот кон село Тромеѓа, на која во моментов се изведуваат градежни активности. Советот на општина Куманово в петок ќе одржи редовна седница на која ќе се дискутира на повеќе теми. Меѓу предложените точки на дневниот ред се и предлог програма за изменување на програмата за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во затворениот базен за основците и средношколците за годинава, предлог план за одржување на јавните патишта за 2026 година, како и предлог измена и дополнување на планот на програмите за развој на општината. Ке се расправа и за предлог измени и дополнување на буџетот на општина Куманово за 2026 година.
Општинската организација на СДСМ Куманово денеска одржа пресконференција на која ги повика советниците во Советот на општина Куманово да носат одлуки исклучиво во интерес на граѓаните и со целосна одговорност пред јавноста. На дневен ред на Советот на општина Куманово повторно се наоѓа точката поврзана со Лидл и спорниот дуб, истакна председателот на општинската организација Дарко Ристовски. Во петок, 15.5.2026 година, на дневниот ред на Советот на општина Куманово повторно се наоѓа точката поврзана со Лидл и спорниот дуб. Случај кој подолг период ја бранува јавноста и отвара сериозни сомнежи за нетранспарентност, суди на интереси и можни незаконски влијанија на урбанистичките постапки. Подсетуваме дека уште минатата година јавно предупредувавме на сомнителни урбанистички процеси, на можност од однапред координирани активности и на опасност приватни интереси да бидат ставени пред интересите на граѓаните на Куманово. Според јавно објавените информации, парцелата поврзана со лица блиски до градоначалникот била купена за 250.000 евра, а само неколку дена подоцна препродадена на Лидл за 600.000 евра, при што бил остварен значителен профит. Овие информации отвараат сериозни прашања кои институциите мора темелно да ги испитаат. СДСМ не е против инвестиции и развој, напротив. Секоја нова инвестиција и секое ново работно место е добредојдено за Куманово. На граѓаните имаат право да знаат дали сите постапки биле водени законски, транспарентно и во јавен интерес. Јавноста заслужува одговори. Кој има корист од измените на ДУП-от? Дали институциите постапувале независно и транспарентно? Дали постоела координација при урбанистичките измени? Зошто и понатаму нема никакви јавни и јасни одговори за овој случај? Зошто институциите молчат? Ги повикуваме советниците на Советот на општина Куманово да носат одлуки исклучиво во интерес на граѓаните и со целосна одговорност пред јавноста. Куманово заслужува транспарентност, честност и одговорно управување, заснована на законитости и јавен интерес. Полициски службеници од секторот за внатрешни работи Куманово вчера вечер лишиле од слобода 18-годишно момче кое што управувало мотоцикл без возачка дозвола. Против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. Полицијата информира дека вчера било пријавено дека на крстосницата од улицата Илинденска и плоштадот Маршал Тито, 47 годишен кумановец управувајќи мопед Пијаджо со кумановски регистарски ознаки изгубил контрола и паднал на коловозот, при што се здобил со тешки телесни повреди констатирани во општата болница Куманово. При извршен увид од увидна екипа на СВР Куманово извршени проверки било констатирано дека тој го управувал мопедот под дејство на алкохол, односно му биле измерени 2,80 промили алкохол во крвта. Тој е лишен од слобода и по целосно документирање на случајот ќе следува соодветен поднесок, информира секторот за внатрешни работи Куманово. На државниот надпревар во Ракомет, екипата на Средното општинско училиште Гимназија Гоце Делчев Куманово под менторство на професорот Зоран Ивановски го освои второто место. Исто така на државниот надпревар во кошарка и екипата на Кумановската гимназија со менторот Далибор Димковски, професор по физичко образование, се закити со второ место, објави училиштето. Утре во 5 часот ќе се изврши дезинсекција, односно третирање против крлежи на зелените градски површини на територијата на општина Куманово. Според надлежните, третманот ќе се изврши на повеќе локации: Соколански парк, малиот и големиот плоштад, спомен Костурница, локалитетот Кушеви и градскиот парк. На 15 мај, односно петок, наведениот термин ќе се спроведе на градскиот кеј. Доколку временските услови не дозволат спроведување на третманите, истите ќе се одложат за наредниот ден, објави општина Куманово.
Владата на седница го утврди новиот усогласен текст на предлог законот за игрите на среќа и за забавните игри кој ќе биде испратен до собранието. Според владата, за прв пат се воведуваат строги ограничувања за рекламирањето на игрите на среќа. Се забранува рекламирање надвор од деловните простории доколку тоа има цел да ги поттикне граѓаните да учествуваат во игри на среќа. Се забрануваат пораки кои коцкањето го представуваат како пат до финансиски успех, подобар живот или решение за лични и социјални проблеми. Дополнително се забранува рекламирање преку познати личности и содржини насочени кон малолетници. Со законот се предвидува сите објекти во кои се приредуваат игри на среќа во казина, автомат клубови и електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и средните училишта.